Добродојдовте на денешната пресконференција на која ќе информираме за нова мерка која Министерството за транспорт и врски ја донесе во делот на градежништво и урбанизација на просторот и во наредниот период ќе ја спроведеме во соработка со општините. Реформите во градежниот сектор се повеќе потребни ако сакаме да го одржиме континуитетот на градежна експанзија во Република Македонија. Водејќи се од потребата на раст на градежништвото како гранка која во изминатите години беше една од столбовите на македонската економија, како и од континуираните барања на граѓаните. Министерството за транспорт и врски во соработка со општините направи измена во Законот за градење, со кои измени драстично ја олеснуваме постапката за градење во конкретни случаи. Морам да спомнам дека овие измени најпрво беа прифатени од Владата на Република Македонија, потоа изгласани во Собранието на Република Македонија. Мерката се однесува на можноста за надградба на индивидуални објекти за домување. Со оваа мерка се овозможува секој еден да може да врши надградба на својата куќа во максимална висина од 10 метри и 20 сантиметри и во случај ако надградбата на објектот не е предвидена во планската документација. Што значи тоа? Доколку имате куќа и сакате да вршите надградба, прво до општината мора да поднесете барање за одобрение за градење, се разбира со претходно изработен проект за градба. Без разлика дали надградбата на вашиот објект е предвидена во урбанистичкиот план, општината по сила на закон мора да ви издаде одобрение за градење и да дозволи да го надградите својот објект. До сега, ако сакате да доградувате во висина, за ова постоеше услов. Надградбата мораше да биде предвидена во планската документација, за да може општината да ви издаде одобрение за градење. Сега со законските измени дозволуваме да може да се гради до пропишана висина од 10 метри и 20 сантиметри. Тука предвидовме неколку услови, и тоа: оваа мерка се однесува за куќи што се веќе изградени со одобрение за градење или се легализирани со Законот за легализација на бесправно изградените објекти. Во однос на висината и катноста, максималната висина што може да подигне објектот е 10 метри и 20 сантими и тоа подразбира приземје, два ката плюс поткрови, што одговара на условите предвидени во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. Во пракса тоа би значило, ако имате куќа со приземје од еден кат, сега ќе може да ја подигнете во висина со уште еден кат и поткрови. Оваа мерка не се однесува ако сакате да вршите доградба на куќата. Или вака пластично да објаснам. Доколку имате куќа, речеме таа куќа од 50 метри квадратни, зборам за објект што ви е легализиран со имотен лист. Сега по сила на закон ќе можете да правите надградба уште на приземје, два ката и поткрови. Доколку во планот ви е дадена висина, да речеме, еден кат, сега нема потреба да чекате да се промени планот. Туку секој граѓанин на Република Македонија ќе го има правото по стандарди и нормативи да добие приземје, два ката и поткрови. Во некои случаи градоначалникот нема финансиски средства за изработка на ДУП, некој не е во планот во идниот период да се донесе тој ДУП, сега ние дозволуваме секој граѓанин да си ја добие таа висина. Тоа значи дека секој оној што има легален објект, односно има имотен лист за својот објект, ќе може да прави само надградба во оваа висина што ја определуваме, без да чека дали општината ќе му донесе или нема да му донесе план. Ова е предлог, идеја од граѓаните во населените места. Мислам дека беше една од идеите во Лисиче, мислам каде што ја дадоа, и ние ја прифативме, ја разработивме и затоа ја го променивме законот за да овозможиме секој еден граѓанин што сака да гради, да нема потреба да чека измена на план, а се работи за домување, зашто тоа е едно од најважните и најклучните прашања на секој граѓанин. А од друга страна директно може да ги добие сите мерки за надградба, односно за купи куќа, која преку тој кредит ќе може да си надградува. Зашто ја правиме оваа реформа? Во изминатиот период голем број на граѓани доаѓаја кај нас со вакви или слични барања. Општините не секогаш имаат доволно средства или капацитет да ги менуваат урбанистичките планови за вакви барања на граѓаните. Па се случуваше граѓаните да чекаат и по 5, 6 или повеќе години за да можат да си доградат како општината тоа им го дозволеше. Сега сите заинтересирани кои сакаат да прават надградби, потенцирам само надградби, на своите куќи ќе можат слободно тоа да го прават. Сметаме дека на овој начин ќе им излеземе во пресред на многу наши граѓани кои на еден начин сакаат да инвестираат во подобра иднина, за зголемување на својот недвижен имот
или да остават наследство на своите блиски. Со овие мерки, како и со претходните, што ова министерство ги донесе, како на пример легализација на диво изградените објекти, продажба на земјиштето по цена од 1 евро од метар квадратен, намалување на комуналиите за индустријски објекти, електронскиот систем за издавање на одобрение за градење и така натака, принесуваме за развој на градежниот сектор во Република Македонија.